Често во нашето студио гостуваат представниците на локалната самоуправа. Денеска е редот на Иван Јорданов, градоначалникот на Штип. Добро утро. Добро утро и од мене. Поздрав до сите кои што не следат. Се надевам ќе ги исцрпиме сите теми поврзани за градот Штип. Секако. Јас нема да се преправам дека добро го познавам Штип и дека ги знам проблемите и предностите на градот, но затоа се консултирав со моите колеги штипјани, кои велат дека во Штип е очигледен сообраќајниот метеж, тесни грла и проблем со паркинзи. Има ли решение за овие проблеми? Веројатно ова секој градоначалник во Македонија го има сличниот проблем, но да видиме како вие се справувате со ова. Па согласен сум, со оглед на тоа што Штип е административен трговски центар на истокот од Македонија, доста често многу граѓани, жители од околните населени места доаѓаат во текот на денот во Штип за да завршат некоја административна работа. Сето тоа создава проблеми во централното градско подрачје. Ние веќе започнавме, како што и напоменавте и вие, примерна обврска на секој градоначалник е да се занимава и со овој проблем. Започнавме со одредени проекти поврзани со решавањето на сообраќајниот метеж. Паркинг местата кои што се бараат исто така се наш приоритет. Започнавме со проширување на двете главни сообраќајници во централното градско подрачје, тоа е Маршал Тито и Васил Главинов, проширување на истите со цел да се зголеми паркинг просторот во централното градско подрачје. Исто така, од она кое што започнавме веќе во следна фаза да го работиме, односно да го спроведиме како проект е конзолите на река Отиња и катните гаражи кои што очекувам оваа година да бидат веќе започнати со градба во централното градско подрачје, се со цел, како што напоменав, да дојде до намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје, но исто така во насока на ова веќе очекувам наредниот месец да се распише тендер за набавка на 6 нови автобуси и конечно да се воспостави јавен градски превоз во општина Штип. Тоа го видевте вие на изборите, значи колку повеќе од една година помина од изборите, вие сега сте во процес на така. Па добро, јавното предпријатие кое што обстојува досега и функционира, јавното предпријатие Стипион, доби дејност на претходната седница на Совет за управување со јавниот градски превоз. Веќе сме во постапка на набавка, односно на тендерирање на 6 нови автобуси, кои што ќе се обраќаат на 6 линии во 8 периоди од денот, кои што ќе ги опфаќаат најголем дел од населбите во град Штип, примерно подалечните приградски населби, во време кога имаме зголемени такси услуги, кога имаме инфлација и кога имаме зголемена цена на нафтата, сметам дека е крајно време да во Штип се воспостави овој јавен градски превоз, кој што сигурно ќе допринесе и за намалување на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје во одредени текови од денот, имајќи во предвид дека учениците па и граѓаните кои што имаат потреба од централното градско подрачје најчесто користат или такси услуги или сопствени возила и овде се создава тој сообраќаен метеж. Сметам дека кога ќе се воспостави јавниот градски превоз и кога граѓаните ќе имаат опција да се возат и да се превезуваат со јавен градски превоз, дека ќе допринесе на намалување на сообраќајниот метеж. Како една целина, значи во насока на намалување на и решавање на овој проблем, работиме на зголемување на паркинг местата преку проширување на главните сообраќајници, изградба на нови катни гаражи во централното градско подрачје, кои што верувам дека ќе се случат оваа година, како што ќе се случи и воспоставувањето на јавниот градски превоз, кој што после, еве да кажам, 20 години Штип ќе има јавен градски превоз. Доволно ќе бидат тие 6 автобуси? Па за почеток, да, имајќи во предвид дека Штип нема многу голем број на села кои што или жители кои што живеат во овие села, имајќи во предвид дека примарна цел ќе ни биде да ги опфатиме пред се приградските населби, направена една студија, една анализа на бројот на потенцијални учесници во овој јавен превоз, така да од таа студија и од таа анализа се дефинираше и бројот на возила. Во Скопје тука имаме голем проблем со оние улични куќиња. Каква е состојбата во Штип? Па верувам дека ова е проблем во сите
општини. Знаете дека наша обврска како локална самоуправа е да пружиме третман на овие бездомни куќиња, заловување, третирање и враќање назад. Она кое што го имаме како моментална состојба во општина Штип е, имаме склучено договор со оператор ветеринарна станица која што ги заловува, третира и ги враќа бездомните куќиња, но нашата цел е, работиме веќе на проект за општински стерилизираат во тој процес. Да. Комплетно третирање и враќање назад за да се практично регулира бројот на бездомни куќиња. Нашата цел е да работиме веќе на проект, утврдена е локација да направиме модерен, современ стационар, општински стационар за да практично ги намалиме овие трошоци кои што ги имаме кон операторот, односно кон ветеринарната станица и ние како локална самоуправа сами да го правиме ова заловување и третирање со бездомни куќиња. Проблемот е комплексен затоа што имаме обврска и човечки е да имат овие бездомни куќиња хуман третман, а од друга страна нормално не смееме да дозволиме граѓаните да бидат изложени на ризик од каснување на некое бездомно куќе или од глутници кои што се создаваат. Така да овој проблем дефинитивно е малку покомплексен. Се надевам дека со општинскиот стационар кој што е во фаза на проектирање, до година очекувам, еве по завршувањето на проектирањето, да се направи и да се направи еден исчекор во решавање на овој проблем, кој што со години се провлекува. Не верувам дека целосно ќе се реши, но да се има одредена контрола е сосема доволно за да граѓаните бидат задоволни, но исто така и да пружиме еден хуман третман на бездомните куќиња. Штипјани се жалат и дека често немаат вода. Водата... Дали е географијата проблем или е во некој јавно предпријатие може? Па најчесто во летните месеци, кога потрошувачката се зголемува и кога притисокот во старите дотрејани цевки во водоводниот систем е зголемен, доаѓа до дефекти на водоводната мрежа, која што е стара повеќе од 40, па на некои делови повеќе од 50 години. Станува збор за стари азбестни цевки кои што дефинитивно имат потреба да се променат. Разговаравме доста често како да го решиме овој проблем. Еден од начините за решавање на овој проблем е да се искористат средствата од самопридонесот кои што штипјани своевремено ги собрале и еве се замрзнати на наменска сметка и кои што губат од својата вредност заради инфлацијата која што со години се случува. Значи пари имате собрано, ама никој не го направил. Па досега имало 2 неуспешни референдуми затоа што немало политичка волја да се искористат овие средства, затоа што мора да се непосредно прашаат граѓаните дали се сложни и дали се волни да овие средства се наменат за замена на старата дотрејана водоводна мрежа. Она која што го одлучивме е дека за да не трошиме дополнителни средства на распишување на еден таков референдум, на првите непосредни парламентарни избори, штипјани дефинитивно ќе имаат дополнително прашање дали сакаат и дали се волни да овие средства кои што стојат замрзнати на наменска сметка и кои што губат од својата вредност се искористат за промена на првично примарната водоводна мрежа, а следствено на тоа секако кога ќе започнеме со ваков процес етапно работиме и на промена на секундарните водоводни линии кои што при реконструкција на улиците наша обврска е да ги промениме сите подземни инсталации кои што ги имаме. Така да овој проблем не можам да ветам дека ќе се реши во краток временски период од година 2. Од штипјани зависи дали ќе. Така, малку е комплексен. Долги години наназад штипјани имаат проблем со старата дотрајана водоводна мрежа. Она кое што ме радува мене е тоа што од оваа измината година комплетно го решивме водоснабдувањето во општина Штип, имајќи во предвид дека во минатите години бунарскиот систем на водоснабдување создаваше проблем во летните периоди. Веќе се приклучивме на хидросистемот Злетовица, веќе имаме доволно количина на вода во текот на целата година, така да ова веќе е минато, но вториот проблем кој што е погоршлив и кој што бара поголем
износ на финансиски средства, тоа е замена на целокупната водоводна мрежа. Сметам дека етапно можеме да го решаваме од година во година. Ние како локална самоуправа при реконструкцијата на улиците и краците да ги променуваме и да ги заменуваме старите дотрејани водоводни линии, но оној финансиски издаток кој што ни е потребен за да најголем дел од водоводната мрежа се промени е со искористување на средствата од самопридонесот кои што се на наменска сметка и кои што чекаат одобрување од граѓаните. Значи, градот Штип има пари, но за тие пари решаваат граѓаните на Штипа, не градоначалникот и советот. Па затоа вие бевте првиот градоначалник кој објави обврзница. Како беше тоа? Какво е тоа искуство? Гледам сега дека и другите градоначалници се решаваат на слична. Не постои држава и град во Европа и во светот кој што се развива од тековниот буџет. Тековниот буџет кој што го имаме ние на користење е за одржување на постоечката инфраструктура. Но доколку сакаме да додадеме вредност во нашиот град, да ги реализираме потребните капитални инвестиции, нормално е дека сите поголеми капитални проекти, булевари, катни гаражи и одредени други содржини мора да се финансират со одложено плаќање, односно не постои град или држава во светот кој што реализира вакви проекти од тековниот буџет. Единствен начин е издавањето на обврзницата, кое што ќе допринесе да во време на инфлација средствата се вложат во изградба на капитални проекти кои што дополнително ќе генерираат вредност и на тој начин ќе се врати таа обврзница, односно тие средства. Но не успеавме во тоа заради политички причини. Не би навлегувал во сите детали, ќе кажам само дека ние како општина ги исполнивме сите обврски, го вративме пред време долгот кон Министерство за финансии, ја добивме согласноста. Потребните капитални проекти кои што требаше да се реализираат како булеварот Партизанска, обиколницата и една катна гаража во централното градско подрачје, сметам дека не постои друг начин да се реализираат доколку нема ваков начин на финансирање. Сето друго е популизам кој што се практикува предизборно, дека еден градоначалник може да ги реализира овие проекти од тековниот буџет. И затоа сме на оваа место каде што сме. Одговорно тврдам дека од тековниот буџет можеме само да ги реконструираме постоечките улици и постоечката инфраструктура. Значи не може да се изградат нови сообраќајници и нови капитални. Но еве се надевам дека во некое подобро време ќе успееме она која што е наша односно обврска и која што е наше право да издадеме општинска обврзница како прва општина која што започна еден ваков процес и на тој начин да генерираме вредност во нашиот град. Во ред, ја спомнавте преска реката Отиња. Таму веќе долго време се зборува изградба на некаква брана. До каде е тој проект? Тоа не е во ваша надлежност, ако не се лажам. Браната на река Отиња е долгогодишен сон на штипјани. Имајќи во предвид... Може да објасните зошто е тоа толку битно? Па, еве, од два аспекти е битно. Како едно место за рекреација, кое што штипјани го чувствуваат дека е потребно, но исто така и за јакнење на угостителските капацитети во градот Штип. Од два аспекти е битно за градот Штип. Не верувам дека браната ќе значи нешто повеќе од ова која што го спомнав, но еве како потреба низ годините наназад секогаш се коментирало. Па дури средствата од самопридонесот кои што ги спомнав пред малку се собрани за да се изгради оваа брана која што пред некоја година Министерството за транспорт и врски започна да ја гради. Се надевам дека физибилити студијата која што е направена е дека оваа брана е исплатливо да бидат инвестирани во неа средствата кои што се одвоени и дека оваа брана ќе се наполни со вода. Се надевам дека тоа е така. За мене лично, затоа што ова веќе започнат проект, треба дефинитивно да се заврши и да штипјани го почувствуваат бенефитот од изградбата на оваа брана. Ги спомнав ефектите кои што може да ги очекуваат, но нешто кое што е суштински проблем
и каде што дефинитивно требаше да се одвојат средства за да се заврши како капитален проект не само за граѓаните на општина Штип, туку за целиот источен регион. Сметам дека најпрво требаше да се обезбедат средства за довршување на клиничката болница во општина Штип. Тоа е посебно прашање. Така, затоа што на тоа, ако успеав да ве разберам, значи во иднина кога ќе одиме на Пастрамалија во Штип, тоа ќе можеме да ја јадеме покрај некакво убаво езеро, ако не се лажам. Се надевам дека ова го потврдува физибилити студијата, дека оваа брана која што перспективно за некоја година би се изградила, дека ќе биде наполнета со вода и дека ќе го постигне ефектот кој што граѓаните го очекуваат, апсолутно. Во ред, ајде сега за болницата има една изјава од вашиот колега, началникот на Свети Николе, кој истакна дека поголем број на пациенти кои ќе бидат пратени во болницата во вашиот град се враќаат починати. И некои граѓани на Штип тоа го велат. Нормално, болницата не е во ваша надлежност, но докаде е таа изградба на државна болница во клинички центар во Штип? Дефинитивно, дали сте на релација со Министерството за здравство? Така, дефинитивно ова е еден од горчливите проблеми со кои што се соочуваат граѓаните на Источна Македонија. Како клинички центар, како клинички болница во овој момент, но како клинички центар за воиднина кога ќе биде изградена новата зграда, потребата е да се сервисираат и да се даваат здравствени услуги на цел исток на сите граѓани од Источна Македонија. Жалам што од 2016 година наваму практично не се случува ништо, нема никаква динамика во изградба на новата зграда. Ние неколку пати иницииравме средба со министерот за здравство, еднаш остваривме. На оваа средба предходеше моја иницијатива со средба со изведувачот и под изведувачот на градежните активности, кој што има еден судски спор, имајќи во предвид дека под изведувачот имаше една предстечена постапка, со вонсудска спогодба го решија тој спор кој што го има и практично ги отклонија сите пречки кои што беа причина за намалена динамика на изградба на клиничката болница. Веќе кога се завршени сите овие работи, единствено нешто кое што недостасува се финансиски средства да бидат одвоени од буџетот на Република Македонија или со издавање на некоја обврзница за да се изгради оваа зграда, конечно да се стави во функција. И она кое што мене ме загрижува, затоа што за да функционира здравствениот систем не е потребно само изградба на нова зграда, туку потребен и здравствен персонал, кадар. Па тоа сега да прашам, самата зграда нема да ги лечи пациенти. Во изминатите неколку години го напушта јавното здравство заради лошите услови, заради околностите во кои што функционираат. Хаотична е состојбата во клиничката болница, секојдневно сведочат пациентите, но и вработените за одредени недостатоци на основни материјали за работа, на нефункционалност на апаратурата, на неставање во функција на набавените апарати, и сето тоа допринесе да не само граѓаните ја изгубат довербата во здравствениот систем, туку и самите здравствени работници. Верувајте, во изминатата недела во Штип се случи една позитивна инвестиција, се отвори нова приватна гинеколошка акушерска болница која што привлече повеќе од 20 здравствени работници од јавно здравство во приватно. Тоа само по себе говори дека не е пресудна само висината на платата која што ја земаат здравствените работници, туку и условите во кои што работат и начинот на кој што работат. Нормално тоа е нешто кое што како стратегија Министерството за здравство мора да го превземе час побрзо, затоа што не само што заминуваат во западноевропските земји овие наши сограѓани, туку веќе заминуваат во приватното здравство и сето она кое што така, во Скопје, сето она кое што треба да се превземе час побрзо, да се заврши примарно зградата на клиничката болница, да се подобрат условите и начинот на кој што ќе функционира и да се направи една стратегија како да се продуцира и како да се задржи здравствениот персонал. Пред крајот на минатата година имав можност да бидам гостин во Средното медицинско училиште во Штип и се изненадив колку има добар наставен кадар таму
и колку има паметни деца кои учат и кои ќе бидат идните медицинари, идните фармацевти, идните стоматолози. И во еден разговор со нив кој го имав, па речи си половината беа спремни да заминат во странство веднаш по завршувањето на средното образование. Еве уште еден податок кој вели дека вкупно 150 ученици од Штип и од Кочани се испишани од стартот на второто полугодие. Тие веќе ги немаме, тоа значи дека нивните семејства се иселиле некаде. Што да правиме со овој проблем? Истокот е тешко погоден од иселувањето. Алармантни се овие податоци, ние го чувствуваме сето ова, компаративно пред 10 години ако Штип важеше за еден од најперспективните градови, според истражувањата и анализите на Financial Times до 100.000 жители, затоа што, верувајте, кога се отвори Универзитетот Гоце Делчев, кога дојдоа студенти, кога се отворија апсолутно карго аеродромот кој што не се реализираше, кога се отворија неколку фабрики во технолошко-индустриската зона, никој од младите луѓе не размислуваше да замине од Штип. Но не само заради висината на цената на пазарот на труд, околностите, нефункционалноста на здравствениот систем, нефункционалноста на правосудниот систем, корупцијата, инфраструктурата, сето тоа допринесува да луѓето мигрираат. Миграцијата на пазарот на труд се е случувала од секогаш, поготово во истокот, но ова што се случува денес е алармантно и загрижувачки. Ние како локална самоуправа немаме некоја поголема надлежност за да ја спречиме, иако можеме да нормално да ги амортизираме и да влијаеме на причините и на намалување на истите, но сметам дека како град Штип има потенцијал и дека со една сериозна политика колку толку може да се задржат младите и младиот кадар да останат и сето она кое што го имат стекнато како знаење да го вложат во нашиот град, во нашата држава и на тој начин да создаваат вредности. Но нажалост последиците од нефункционалноста на системот, од корупцијата, од нефункционалноста на здравствениот, правниот систем допринесоа да младите луѓе не ја гледаат својата иднина и жалосно е тоа што поготово квалификувана работна сила се потешко се наоѓа и во Штип и во околните градови, се помале бројот на студенти кои што се запишуваат на Универзитетот Гоце Делчев. Позитивна вест е тоа што можеме да еве имаме студиски програми на англиски јазик, па доаѓаат студенти од други држави, но дефинитивно истокот се празни и тоа се негативно рефлектира и во општина Штип, која што морам да бидам искрен е аларм кој што одамна е вклучен и мора да се превземат одредени чекори за намалување на последиците. Доколку го отворите учебникот по географија од 7 деление, таму во една лекција Штип е земен како пример за типичен индустријски град во Република Македонија. Дали е се уште така? Дали индустријата добро се држи? Па текстилната индустрија е препознатлива за Штип, но еве да кажам глобалните промени допринесоа да собствениците на капиталот во текстилната индустрија размислуваат за реалоцирање, за преструктурирање, затоа што се намалува профитот кој што го имаат заради нормално влијанието на пазарот на труд, покачувањето на просечната и минималната плата и верувам дека со една, еве да кажам, добра стратегија може овој капитал да се преструктурира, да се реалоцира, за да се задржи приматот кој што го има Штип како административен, индустријски, трговски центар на истокот од Македонија. Еве, најавените инвестиции кои што јас ги имам како информација, кои што би требало да дојдат и во технолошко-индустријската зона, но и во другите општински индустријски зони кои што ни стоат на располагање, дефинитивно ќе допринесат за продолжување на оваа традиција во Штип да има силна и добра индустрија. И покрај тоа што текстилната и кожарската индустрија е трудоинтензивна, во минатото, еве да кажам, тој
транзицијски период граѓаните на општина Штип го надминале со тоа што можеби немало некоја просечна плата на одредено задоволително ниво, но секој кој што бил способен за работа имал можност да се вработи. Сега сметам дека треба да размислуваме на подигање на просечната плата во преструктурирање и реалоцирање во некои индустрии кои што со себе носат и повисоки плати. Тоа е еве да кажам шанса Штип тука да се преструктурира. Секако да. Тоа и другите градови во Македонија и во регионот се обидуваат да го направат. Па да, тоа е нашата цел. Затоа се среќаваме со локална самоуправа, можете да им помогнете на носачите на капиталот тоа да го. Затоа отворено разговараме со многу представници, еве да кажам, собственици на капитал, исто така представници на одредени, да кажам, луѓе кои што се заинтересирани да го истражат овој пазар, кои што доаѓаат надвор од Република Македонија, да им ја презентираме можноста, но исто така нашата обврска која што имаме е да создадеме услови и соодветна инфраструктура да се случи тоа. Во насока на ова, носењето на генералниот урбанистички план кој што се случи пред еден месец е поволна околност да се испланираат индустријски зони кои што ќе им бидат понудени на собствениците на капиталот да отворат свој производствен погон, а со тоа и да на некој начин ги задржат луѓето во Штип. Така да овој проблем, односно оваа цел која што ја имаме во координација, се надевам, со централна власт може да резултира со задржување на капиталот во Штип, во отварање на нови производствени капацитети и отварање на нови работни места, а со самото тоа и покачување на цената на пазарот на труд. Веќе едно 25 минути говориме само за проблеми. Има ли нешто добро да се каже за градот Штип? Мислам, ја имам многу, но е... Па нешто кое што ги асоцира граѓаните за Штип е добра вкусна штипска пастрамајлија. Еве, единствениот фестивал на забавна музика Макфест. Штипјани се познати како добри домаќини. Модата е, да кажам, препознатлива за Штип на толку голем број на конфекции. Така да, сепак има позитивни работи за секој добронамерник кој што доаѓа во Штип. Штип е град кој што има потенцијал, има перспектива. Секако, сите овие работи зависат од политичките чинители, од луѓето кои што се на јавна функција да дадат се од себе за да направат нешто добро за градот и за државата. Иван Јорданов, ви благодарам за вашето учество и се надам дека во блиска иднина повторно ќе имаме тука со одговор со решение на дел од овие проблеми што денеска беа спомнати. Ви благодарам и на вас за поканата. Тоа беше Иван Јорданов, градоначалникот на Штипа. Ние продолжуваме со другите гости предвидени од денешната програма. Се разбира, се враќаме веднаш по рекламите.